Од наставната единица споредување и подредување проценти, дробки, децимални броеви, од учебникот, латиница, кирилица не се мешат, на страна 101 ќе разгледаме овде првиот дел, а во тој прв дел имаме прикажано нешто од теоретскиот дел и уште други 2-3 задачи. Одиме со ред. Дадена една задача во учебникот која гласи вака. 3 дечиња, Марко, Дејан и Маја, играле игра, замисли број. Марко е замислил дробката 7 десетинки, Дејан го замислил бројот 0,6 десетинки, Маја си замислила 50%. Треба да навикнеме, кога има именител 10, таа дробка да читаме 7 десетини. Ова е 0,6 десетинки. Задачата би била добро поставена кога би имале во текстот информација дека замислиле такви делови од еден исти број. Како што сега е поставена задачата не може да се реши. Значи, замислиле одредени делови од исти број. Сега можеме. 50% е дробката 50 врз 100. 0,6 десетинки е дробката 6 десетини. Овде 50 врз 100 кратам со 10, скратувам со 10 таа дробка да имам 5 десетинки. Најголем 5 десетинки, десетини, 6 десетини, 7 десетинки. Најголем дел замислил Марко. А најмал дел овде, а тоа е Маја. Втора задача. Некој детенце, Артмент, има картички со цифрите 0, 1 и 2 и 5. Тие му се цифричките што тој ги има. Се извинувам правила. Подреди картичките за да биде точно равенството. 0, 1, 2 и 5 ги имам броевите. Овде имам запирка, значи дробка еднаква на децимален број. Веќе имаме доволно искуство со задачите, па да констатираме дека бројител 1, именител 2 и ќе добиеме 0,5 десетинки. Ниедна друга можност не доаѓа во предвид. Тоа беше задача 1, сега имаме задача 2. Најди го натрапникот, да најдеме оној податок, број кој не му е местото тука. Не мора и толку да внимаваме, затоа што очигледно е кој ќе биде натрапникот. Натрапникот ќе биде овој број, затоа што тој е децимален број со 3 децимали. А веќе знаеме дека ни во еден од другите случаеви немаме број со 3 децимални места. Можда вторите очекуваат да ги претворуваме во исти вид, меѓутоа нема потреба. И ако претвориме, пак ќе констатираме дека ова, например, е 40%, како што и ова е 40%, и ова е 40%, и ова е 40%. А тој број не е 40%. Значи, натрапник е тој број. Под Б. Исто така бараме натрапник, 75%, и ова 75%, и ова е 75%, и ова е натрапникот. Или, уште поедноставно. Помало од 1, помало од 1, секаде имам помало од 1, само до овде имам број кој е поголем од 1. 99%, 99%, 99%, а ова не е 99%. Значи овде натрапник е 99 врз 10. Задача 3. Кој број е поголем? 1/4
А сега овде може да дојде до заблуда да сметате дека тоа е 0, па ова е 4 и на крај бројот 4%. Не, авторите сигурно мислеле 1/4, 0,4 десетинки и бројот 4%. Многу е корисно да навикнеме меѓу елементите да ставаме, кога имаме децимални броеви, да ставаме точка запирка. Ова во дробка е 25 врз 100, ова во дробка е 40 врз 100, ова запишено како дробка е 4 врз 100. Кој број е најголем? Најголем е бројот, сега ми е едноставно да ги споредам тие три броеви, односно овие три дробки. 40 врз 100, а тоа произлезе од 0,4 десетинки, значи тоа е најголем. Потоа, 25 врз 100 произлезе од 1/4 и на крај имам 4%. Тоа беа задачите, благодарам за вашето внимание.